Благодарам, колега Славчо. Мило ми е, конечно, на 9-та седница излеговте на говорница, па имавме прилика да ви го научиме името. Не сум била поканета, да сум била поканета, може би ќе дошло. Меѓутоа, јас немам потреба како советник да се кријам позади затворени врати и да договарам некакви проекти. Јас сум тука советник, искачам на оваа говорница и јавно од говорницава пред медиуми, пред сите советници, пред цела администрација ги презентирам граѓаните кои што ги представувам. Значи, каков проект, какви желби на граѓаните сте ги исполнили? Абе, имате ли нови автобуси вие? Кај ви се новите автобуси? Кои граѓани ги удоволивте вие? Редуцирате автобуси место на 20 минути на 40 доаѓ и вие сте удоволиле на граѓаните. Со што им удоволивте на граѓаните? Значи, вие ги излажавте граѓаните, не манипулирате се со нив. Добро, колега, еве, не сме учествувале во комисијата, срам да ни е. Ние сме криви што ќе има автобуси на 40 минути место на 5 минути, нели? Значи, еве, повторно ќе ви кажам, немаме потреба ние да се криеме позади затворени врати и да крираме со кои автобуси крирате возен ред? Абе, за да крирате возен ред ви требаат автобуси, луѓе. На кого тука му перете мозок? Со 100 автобуси сообраќа ЈСП и вие крирате возен ред, и тоа како возен ред? Кај што се редуцираат линии, каде што автобуси наместо на 10 доаѓаат на 40 минути и вие ја обвинувате опозицијата не била на комисијата. Значи, пак да, нервозата е затоа што граѓаните чекаат по 40 минути автобус. Граѓаните се качуваат во автобуси, немаат нафта автобусите, немаат редовни линии, не може да стигнат во училиште, не може да стигнат во болница на преглед, не може да стигнат на работа. Ама вие очигледно одите со коли, со джипови, па не ви требаат автобуси, затоа не ви е гајле.